Речната долина во Западна Македонија, која со нејзината северна страна се граничи со Шарпланина, на запад со планината Кораб, Дишат и Крчин, од исток со Бистра и Стогово, а од југ со Дебарската котлина се вика река. Низ оваа долина тече реката Радика, десна притока на Црни Дрим. Реката Радика настанува од двете реки, Горна или Голема Пека и Мала Пека, извир од планината Кораб, а Мала Пека од границите на Бистра, во близина на селото Тресонче. Мала Пека, како лева притока на Радика, ги прибира во своето корито Селечка, Росочка, Гарска и други помали рекички како Осојска и Сушичка. Во малореканскиот предел се наоѓаат селата Галичник, Лазарополе, Тресонче, Гари, Росоки, Селце и Сушица, познати како типично мијачки населби. Лазарополе е второ по големина село во малореканскиот предел и се наоѓа на 5 часи источно од дебар на планината Бистра, прочуена по својата убавина. Населбата е изградена на карсно варовничко поле по име Коритник. Околни планини се Јама и Лопушник, на простор обкружен со бујни дабови и букови шуми, питоми планински пасишта. Поради овие поволни услови, во овој крај се развило и афирмирало сточарството, поточно овчарството, познато по своите висококвалитетни производи, особено сирење и кашкавал. Оние што првпат го посетуваат Лазарополе ќе останат воодушевени и без зборови, а оние што веќе претходно биле знаат дека ова е вистинското место каде можат да најдат душевен мир. Се наоѓаме на надморска височина од 1400 метри. Ова место има 300 куќи, во моментов живеат 7 жители, меѓутоа редовно е посетено од оние кои имаат корени овде, поточно потекнуваат од овој крај. Во Мјачкиот крај во минатото имало 170 продавници за сирење, кашкавал и кисело млеко. Овие производи се извезувале дури во Египет. И не само што се извезувале, дури и таму мјаците имале своји продавници. Лазаропол има планинско-континентална клима, со повремени медитерански влијание. Таа се карактеризира со свежи пријатни лета и со благи немногу сурови зими. Засолнетата локација е примамлива за сите годишни времиња. Во летните месеци температурата достигнува до 30 степени над нулата, а преку зима варира. Ведрите ноќи може да бидат многу студени, а преку ден покрај голема белоснежна покривка може да се ужива на пријатниот сончев припек. Лазарополе настанало од раселените жители на две позначајни и познати селски населби. Првото е Главино село, кое се наоѓало на северозапад од Лазарополе и за кое се претпоставува дека било главно село во Мијачијата. Остатоци на ѕидови и темели од куќи на ова село се уште видливи на неговата локација. Второто село е Лопушник, кое се наоѓало на исток од денешно Лазарополе, а од него останало само неговото име на една местност во Јама. Трагајки по стари исторски извори за потеклото и подалечното минато на Лазарополе, дознаваме дека тоа од своето постоење било населено со македонци од православна вероисповед. Жителите на ова село припаѓале на познатото словенско племе Мијаци. Свети Великомаченик Георги е главната селска црква во дебарското село Лазарополе. Црквата е градена во 1841 година, на која во 20 век е додаден трем. Се наоѓаме пред црквата Свети Ѓорѓија во Лазарополе, една од најстарите цркви во Македонија. И покрај намерите на османлиите во минатото да ја рушат оваа црква, не успеале поради незината местоположба. За нешто подоцна, токму тие со декрет да дозволат да се изгради оваа црква која обстојува се до ден денеска.
Оваа година се навршуваат 170 години од осветувањето на оваа црква, што ќе биде одбележано на свечен начин од страна на свештени лица. Лазарополе е место на цркви на свети места, ги има повеќе. Една од нив е Света Петка, која е на мала оддалеченост од куќите. Ова е место каде можете да најдете внатрешен мир и да смогнете сили за да ја искачите горнината на одење. Куќите во Лазарополе ја зачувале старата македонска архитектура или поточно новите генерации се трудат да не изгуби од изгледот. Всушност и условите се тие кои наметнуваат куќите да се градат од камен и да нема тераси, бидејќи во зимските денови температурите се прилично ниски, а снегот се задржува до доцна пролет. Ево ова е еден мал раритет можеби за селото, можеби некаде и во другите делови на Лазарополе би се нашло вакво нешто, нели, доколку почна се копа да се гради. А ова е нешто многу специфично, многу интересно, многу живописно, сосема природно. Во 2001 кога е градена оваа куќа, сосема случајно е нидено на ваков, нели, еден убав амбиент, еден убав терен. Собственикот на оваа куќа не сакал да го отстрани овој дел, така да направи една голема живописност овде и навистина убава гледка и можеби малку и функционално го одработи за да може, нели, секој што ќе дојде да се чувствува пријатно. Што се може да им понуди Лазарополе на сите љубители на алтернативниот туризам? Пред се, овој мијачки крај многу нуди, или во склоп на целата мијачија се наоѓа Лазарополе како за мене лично, еден прекрасен терен. Сите љубители на природата може да најдат, значи, некој момент каде што ќе уживаат во убавините на Лазарополе. Тука се неколку, да речеме, оние планински патеки по кои што навистина е убаво да се пешачи, да се движи човек и да диша чист воздух. Тоа е на Коритник може да се посети. Има еден прекрасен убав дел каде што се гледаат околните планини и ливади. Потоа Соколица, местенце каде што се наидува на една прекрасна мала црквичка, исто се гледа патот кон Дебар. Има едно мало возвишување над Лазарополе каде што се наоѓа крстот, нели, символ на нашата православие, од каде што пак целото Лазарополе се гледа како на дланка и многу други места кои што, нели, едноставно будат возбуда и кои што навистина едни прекрасни чувства и спомени се враќаат луѓето назад во Скопје или од каде да доаѓаат. И покрај тоа што како постојани жители се водат 6 луѓе, за време на летниот период и викендите, во Лазарополе нема празна куќа. Сите што имаат корени од овој крај, редовно го посетуваат. Па не случајно има една анегдота која вели: кога ќе прашате некој со потекло од мијачкиот крај, роден во Австралија, од каде е, тој вели дека е од мијачкиот крај. Традиционално и оваа година во Лазарополе се одржа фестивал со богата културно-уметничка програма, на кој учествуваа поети, писатели, ликовни уметници и естрадни звезди. По повод фестивалот дојдов 2-3 пати, и лани настапив, и оваа година, и претходно дојдов кога бев со луѓето што го организираат да се договориме, а сум бил како мал и приватно сум бил неколку пати кај пријатели тука. Ама имам идеја некогаш кога ќе имам стварно слободно време да избегам едно 10 дена тука. Тоа што е стварно убаво и е место кај што можеш стварно да одмориш. А кога сме кај настапот на овој фестивал, дали е дополнителна инспирација овој амбиент и дали за прв пат настапуваш на некој вакво место? Интересно е што е скоро споено небото со ливадата кај што се настапува, тоа е позади овој рид, мислам, точно. И баш звездите завршуваат вака во иста линија со бината и едно
доста чудно, инспиративно место кај што можеш и да збориш и да читаш поезија, има проекција на филмови, како што знам, настапуваат секаков тип на групини изведувачи и сигурно и следната година повторно ќе дојде. Организаторите на Скопско туристичко лето уште еднаш потврдија дека не сгрешија во изборот на локацијата која би била атрактивна за посетителите. Како и Галичник, така е и Лазарополе. Лазарополе, можеме да кажеме, малце подзаборавено место, бидејќи на овие две места биле порано гастарбајтерски места и се раселени, и тоа сега се враќа желбата и мотивите на местното население, и не само нивно и наше, да ги вратиме назад не само луѓето кои што живееле тука, него и туристите. Значи, типичните куќи, прекрасната околина, природа извонредна, овозможува да луѓето дојдат, да уживаат, да го поминат денот, а посебно мотивот беше овој фестивал на Лазарополе, кој е баш со таква намера, како и нашата, да се врати животот во селото, тоа да се актуализира со неколку дневни настани, каде што има изложби, музички концерти и други настани, за да ги вратиме луѓето да заживее ова село. Убеден сум дека тоа ќе се случува се повеќе и повеќе во наредните години. Првпат ли сте во Лазарополе и како го поминавте денешниот ден? Кои се вашите импресии? Да, првпат сум во Лазарополе, ми беше предизвик да дојдам, бидејќи сум стален придружник на Скопско туристичко лето. Долетав од Охрид, да не кажам, ги пркам, ме причека дојдов. Не за првпат, туку би доаѓала и друг пат, затоа што ова орловско гнездо, во кое што немав представа дека вака изгледа, кај што велам птиците, природата и ние заедно да уживаме, и ќе поканам скоро сите македонци кои што сакат, почитуваат и да се поклонат на Македонија да дојдат. Целиот ден го поминавме, значи, во едно убаво дружење, ги поминавме сите знаменитости, она што е најбитно за Лазарополе, и мислам дека како луѓе треба да го даеме квалитетот на живење на Македонија, а тоа е да треба сите лично да придонесеме, да не ги забораваме руралните општини и сите рурални села во Македонија, да не бидат заборавени, бидејќи мислам дека Македонија не е тоа дека Преспа, Дојран и Охрид е знаменитост на Македонија. Македонија е голем поим. Ете токму затоа Лазарополе е место каде оние што веќе биле се враќаат, а оние што доаѓаат првпат воодушевени доаѓаат и пак, и пак, и пак. Место каде можете да бидете сами со птиците и природата, да се свртите кон себе и да најдете душевен мир далеко од вревата, бучавата и од се она што може да ве вознемири.